إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Nije bi'idhnillahi ta'ala che продолжimo с едно ново поглавие во ова изворедна книга, таа е Китабут Таухид, книгата на монотеизмот од познатиот автор шейхул Ислам Мухаммед ибн Абдул Вахаб рахимахуллах. И сме во поглавието кој вели шейхот рахимахуллах баб бејану шејин мин анва'i сихр. Поглавие објаснување нешто од врстите на магијата. Значи, во ова поглавие шейхот рахимахуллах ќе напомни неколку врста на магијата и суштината нивна и пресудата шеријатска во врска со тие магии. Зашто во минатото поглавие збореше авторот рахимахуллах општо за магијата. А сега ќе напомни, значи, специфично неколку врсти од магијата и суштината нивна и пресудата, значи, шеријатска. Зошто некогаш магијата, значи, идет во шеријатските текстови како, значи, го зема значајноста онаа магија кој го изфрла човекот од верата, но некогаш зборот магија се употребува за работи други што не се исто, значи, ширк и куфр. Туку се употребува, значи, за големи гревови и слично. Како ќе дојде тука, значи, и ќе напомни авторот рахимахуллах. И овде, значи, како што велит шејх Салих ал-Шејх хафидахуллах, значи, не е само таа врста на магија кој се бара помош од шејтаните. Значи, како што се напомна во минатото поглавие, онаа врста на магија кој бара, значи, помош од шејтаните за да се оствари таа магија и така им се приближуваат на тие шејтани со некои врсти на ибадет за тие да им служат нивни за да се оствари таа магија, што таа врста на магија, значи, го изфрла човекот, значи, од верата. Го изфрла, значи, од верата, тој веќе не е муслиман, и исто онја кој бара да му се прави таа врста на магија, не е муслиман повеќе. Спомнува тука шейхул Ислам Мухаммед ибн Абдул Вахаб рахимахуллах еден хадис кој го пренесуваат Кабиса, а Кабиса го слушнал својот татко, а својот татко пекамберот алейхи салату васлам ги има слушнато следното: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. Во حادث вели пекамберот алейхи салату вассалам, العيافة والطرق والطيرة се од магијата. Што значи العيافة? العيافة велит имам Уфеймин рахимахуллах, العيافة е видимо на кодува. Ама има топло тука долу. العيافة значи العيافة е пуштање на птици. Пуштање на птици и барање својата стреќа, односно нестреќа. Значи, ова постоеше кај арапите, но не само и кај арапите. Значи, кога сакаа некоја работа да извршат, земаа птици и ги пуштаа. Ако одеше птицата на десна страна,
тоа беше добар знак за тие да продолжат во таа работа. Значи, сака има нешто, значи, во намера да го прават. И сега беа во неизвестност, дали да го правиме или да не го правиме. Тогаш што праве, пуштаа птици. И гледаа се, птицава кој на десно, добар знак, продолжуваме. А кој птицава налево, е лош знак, се откажуваме. Ако замени птицата право, не знаеме. И пак се стопираме. Значи, ова постоеше кај арапите, и исто не само кај арапите, туку и кај другите. И кај другите, значи, што употребуваат, значи, истиот начин е како кај нас тука ми излага црна мачка пред кола. Што луѓето што прават тогаш? Велат, таја е лош знак за мене, тоа е лош знак и вели, значи, ова патување не го продолжуваме. Или па, исто, оке излезиме на пат, нарочито на долги пат, за одење во Австрија, во Швейцарија и во тие земји, да не излези некој човек што не е баш со добра нога. Се не излезе тој нас, тогаш њој патот наопаку. Ова е истото. Значи, не значи ова пуштање на птиците само во врска само со птиците, во други земји ги прават со други работи. Што бараат, значи, нивната среќа или несреќа да се чуваат од неа. Но тука се спомна, значи, со пуштање на птиците. Вели Шех Усемин рахимахуллах, дека имат и вид на пуштање на птици, тој што немат врска со оваа тема, а тоа е за ловење. Значи, имат птици, такви, како имаат специјални се тие, значи, не знам како се викаат, значи имаат специфични имиња, што е, значи, таја птица за да ловит. Да, значи, тие се дресирање и го пуштат тој, значи, за ловење. Тоа пуштање нема врска со ова. Значи, ти може да го видиш некога ја пуштат птица, да речеш да го обвиниш него, да речеш што правиш ти, тоа е од ширкот ја. Не ти треба да прашаш со која намера, со кој ниет го прави тој. Ако тој со ниет го прави за ловење, вели Шех Усемин рахимахуллах, дека тоа не влагат во ова меселе, во оваа тема. А ако тој ти вели днес, јас сакам да правам, да тргнам на овај пат, или да орам ченката, и го пуштат сега, е пуштат птицава. Ако замени на десно, е орат ченката. Добар дење, добар знак. Ако замени за лево, вели не ораме денеска, зашто нема да биде плодна. А тогаш му вели што е од магија. И магијата е ширк. Баракаллаху фикум. Значи ова е ел-ијафа. Ел-ијафату, зашто вели пекамберот алейхи салату вассалам, иннел ијафата ват-тарqa ват-тијара мин ел-џибт. Ет-тарq, што значи тарq? Тарqу, велит имам Усемин рахимахуллах, правене линии на патот, значи на земјата, прават линии, фалџорите, маџуничарите прават линии и после тие линии ги помешуваат. И после тоа велит, ова што имат останато од оваа линија, ова и ова значи за тебе. Ова и ова ќе ти се случи, или ова и ова се имат зачувано. И ова е, значи, од магијата. Значи, истата работа е, како што гледаат кај нас на филџан. Значи, ти нема да мислиш сега, ова само линии. Не, и тој тука линии гледат на филџанот. Ти вели, оваа линија ваке ти, оваа линија таке, и ти, маша, вели, јас сум муслима, немат како мене. А ти си протонат во овие работи. И бараш стреќа, велиш, ова облека ми носи, значи, во Европа, што прават во Европа? Тој вели, овие чорапи кога се облакал, ја имав увек добија работа, стреќа. Да. Тие носат белезики на ним, носат ланчина, носат прстење. Вели, тоа кога се го облекол овај прстен, само стреќа има. Исто ова, значи, нема да мислите овие работи, овие имале само реалност, значи биле, постоеле овие работи во времето на пекамберот алейхи, денеска сме ние многу модерен свет. Не, тие најмодерните луѓе што ти го мислиш, тие носат врвки на ним, не знаеш што, и све бараат од нема, не носат тие случајно туку така. Ги носат, значи, со намера некоја, за бидат заштитени, не знаеш што, не знаеш што. Значи, како им велат, тие им викаат Glücksbringer. Glücksbringer, значи, тие ги нарекуваат
носители на среќа. Значи, тие ни облакаат туку така, таа на руквица, тоа пластично, не знаш, облакаат, други врвчина што облакаат на ним. Тоа значи тој го нарекуваат носител на среќа. Значи што? Дека тоа е врзано срцето него со тие работи. И ќе дојме во врска со тоа што вели пекамберот алейхи селату вассалам, кога на некого му е неговото срце врзано со, значи, со други освен Аллах субханаху ва таала. Значи ова е тарк. Тарк е значи правене линии на земјата и после ги мешаат линиите и после со тоа значи употребуваат маџионичарски, фалџорски работи и му објаснуваат спрема тие линии ваќе ќе ти бидат, онака ќе ти бидат. Се тоа е значи од џибт. А џибт значи, како што објаснаме во минатото поглавие, како што вели Омар ради Аллаху анху, дека ел џибт хуа сихр. Значи џибт значи магија. Значи магија. Ет-тијара, значи велит имам Утемин рахимахуллах, ет-тијара е значи барање на стрекјата, со работи кои ги слушаш или ги гледаш. Барање на стрекјата, барање на заштита, односно, со работи кои ги слушаш или ги гледаш. Како е ова? Ова е кукајцата, знаете ли ја? Зошто ја слушаат? Значи, слушање. Слушаат кукајцата. И да не те фатит кукајцата на гладен стомак, да имаш нешто јадено. Ако ја слушниш кукајцата, значи, гладен, може да ти годината од нопаку. Гледаш, значи, ние то не има во овие работи. Значи, луѓе кои се велат дека се муслимани, ова е дел од нивниот живот. И растат генерации по генерации со ова, а што вели пегамберот алейхи селату вассалам? Дека сите овие работи се од џибт. А џибт што значи? Магија. А магијата е ширк, баракаллаху фикум. Значи, со работи кои ги слушаш, како таа кукавица. Со работи кои ги гледаш на летник, да видиш добар човек на летник, да не видиш некој лош, да тој годината од нопаку. Да, ова е реалност во тоа најубавото село ваму во Македонијава наша. Значи, кај нас село, пример, значи ова не е шала, ова е за жалење во вистина. Значи, мајките, татковците, србабовците, така натаму, странајките, ти велат, чекај синко, низлагај сабајле, се таму дизлезел филан или филаница, се та имал добар појас, добар човек, а тој не се клања ни ништо, и да го видиш него. Се ако видиш некого, значи, да речеме, лош што го мислат тие во нините очи, тогаш годината ќе ти од нопаку. Значи, не убо, не хајрлија ќе ти биде годината. За ти видите хајрлија годината, да видиш тие луѓе. Тоа исто овде. Значи, гледаш, а затоа што ли пекамберот алейхи селам и од магијата. Значи, затоа овие се работи опасни, што треба, значи, да се чуваме сами себе си и да чуваме нашата фамилија. И овие работи треба човек што може би живел 20 години вак, или 30, или 50, што се станати дел од неговиот живот, треба да работи на себе си и со фамилијата своја, за овие работи да ги откорените. Но кога може да ги откорени тој? Кога има знаење. Кога знаете, ја како муслиман, што тврдам ла илаха илlallah, Мухаммедун Расулуллах, овие се забранети во оваа вера. Овие стоат во спротивност со оваа вера. И велит Шейх Утемин рахимахуллах, значи, исто, некои луѓе се чуваат себе си, значи, од несреќа, во месеци, одредени месеци или одредени денови. Например, во месец Шевал, Шауал, значи во месец Шевал, шеријатски, значи по исламски, месец Шевал, во тој месец кај арапите, тие што веруваат во вакви работи, не прават брак, не склучуваат брак. Зошто? Велат во тој месец носи несреќа.
А во вистина, како што вели тука Шейх Усаймин рахимахуллах, пекамберот алейхи салату вассалам има склучено брак со Аиша радијаллаху анха во месец Шауал. Во месец Шауал, ако беше нешто во верата наша, тогаш прв кој ќе се штитеше од тие работи ќе беше пекамберот алейхи салату вассалам. Или во ден среда вели Шейх Салих ал-Шейх. Има некој ден среда вели ја не правя трговија, не дава пари, не излагаат пари од куќи. Или кај нас велат на вечер не даваме пари. Ја треба веле вас нема ситно, кога дојде на вечер не дава пари на вечер и после, значи се овие работи се од џипт, што значи од магија. Значи затоа овие работи треба да се од корената, а овие се секојдневие ке многу луѓе. Значи секојдневие тој за него е значи големо вознемирување да излезат од него од дома пари на вечер. Значи е вознемирен и не е рад тој ден и таа недела можда. Баракаллаху фикум. Затоа значи овие сите работи треба да се откоренат. И вели Шейх Усаймин рахимахуллах, слушајте внимателно. Оној човек кој си отвора на себе си вратата на овие работи, му се стеснуваат животот и градите. Значи има тежок живот да живи. Зошто? Тој секој ден ќе види некого човек што не му пасира дневно. Сабајле на вечер во текот на денот или нешто ќе види вели Шейх Усаймин рахимахуллах во воздухот, некој пламен, некој нешто, тој нонстоп значи мисли ова е лош знак за мене, ова е лош знак за мене. Овие ми излезе пред кола, ова е лош знак. Ми излезе кокошка, ми излезе камачка, ми излезе крава. Ова се значи црна беше, жолта беше, ова беше, животот нему му станува значи пекол. Зошто? Го заборал створителот свој и го врзал срцето свое со створенијата. Резултатот на тоа е да неговите гради му се стеснат и да нема тој благ живот. Значи затоа вели Шейх Усаймин рахимахуллах, на тие луѓе што се отвораат вратата на овие работи, им се расипува дури и животот. Значи не можат да го укосат животот кој го живеат. Зошто? Нонстоп тој е под стрес. Нонстоп е тој значи под притисок. Видов овега, видов сабајле онега, не да не види овега, да избега од овега, да не влези тој в кола, да ми влезе в кола. Или некој вели Шейх Усаймин рахимахуллах има дучан, продавница. Му влага човек што мисли дека му носи несреќа, дента го затвора дучан, вели да денеска не ми од денот за напред. Значи затоа од овие работи требит многу пазење и како што вели Шейх Усаймин рахимахуллах, пекамберот алейхи салату вассалам сакаше и самиот беше позитивен во сите работи некој. Сакаше позитивноста во животот. И вели Шейх Усаймин рахимахуллах, ако си пробал некоја работа некогаш еднош во животот и не ти успеала, пробај 2 пати, 3 пати, дури да ти успее. Не се предавај и не вели ова беше лош знак за мене и да оставиш таа работа. Симат луѓе, пробуваат една работа, трговија, бизнис, што и да е, и во прво не мојот. Тогаш вели ова е лош знак за мене, порно да не ода овде понатака. Не вели Шейх Усаймин рахимахуллах, пробај повеќе пати. Пробај значи повеќе пати. После тоа спомнуваат авторот рахимахуллах еден други хадис, а тој од Абдулlah ибн Аббас радијаллаху анхума, да вели пекамберот алейхи салату вассалам, من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. Во овој хадис кој го пренесуваат Абдулlah ибн Аббас од пекамберот алейхи салату вассалам, да вели пекамберот алейхи салату вассалам, кој учит една гранка од астрологијата, тој научил една гранка од магијата. Значи, кој учи една гранка, значи еден дел од астрологијата, тој научил еден дел од магијата. Зада ма зада. И што повеќе
учит што повеќе протонуваат во магија. И затоа ќе дојме понатак и шех Салих Ал-Шейх спомнува, значи, овие хороскопи, овие астрологии работи, тоа во исламот е строго забрането. И како што вели тука пекамберот алейхи салату вассалам, тоа е од магијата. А магијата што е ширк? Значи вели пекамберот алейхи салату вассалам, кој научил еден дел, значи една гранка од астрологијата, тој научил една гранка од магијата. Заедама, значи што повеќе учит, што повеќе тонит во магија. Баракаллаху фикум. Значи затоа, а денеска дури на телевизор ти астрологи излагаат и кажуваат и ваке ќе биде, и онаке ќе биде, и тоа во оваа месец си роден ти, и оваа месечина ваке, и оваа звезда била овде, и ти спрема оваа звезда во оваа месец што се роден ќе ти биде ваке месецот, ваке ќе ти биде неделата, напред, назад, и муслиманите слушаат внимателно и многу ја бараат страницата во новињето кај што имат хороскопи, само тоа бара дочита тој, не бара друго ништо. Не му интересира нему што е економијата во државата или други работи, не бара каде имат хороскоп. Неделниот хороскоп да си го читат или месечниот. И после јас сум муслиман. Овие се работи, значи, многу сериозни. Овие се работи што ти ја буцкаат тебе темелот на твојата вера. Значи, овие работи влагаат темелот на твојата вера е допираат. Значи, затоа треба да бидеме многу внимателни. Значи, вели Шейх Уфемин рахимахуллах, овде не е со цел предупредувањето, кој го прави пекамберот алейхи салату вассалам, не е целта тука учењето во врска на звездите, да учиш каде е патот. Значи, се спрема звездите, имаат луѓе кои имаат познавање, знаат каде е исток, каде е запад, каде е север, каде е киблето. Значи, тоа учење за ориентација, тоа не е дел во овај хадис. Значи, тоа е дозволено, таја врст, за ти да учиш, значи да се ориентираш спрема сонцето, спрема месечината, спрема звездите. Тоа е дозволено за ориентација. Значи да знаеш, спрема таја звезда, ако оиш во тој правец, оиш во исток. Ако замениш на лево другата, значи и така натаму. За ориентација, тоа е дозволено. И дури вели Шейх Уфемин рахимахуллах, во некој случај дури е задолжно да го имаш тоа да го знаеш. Кога? За да знаеш киблето. За да знаеш во кој правец е киблето. Има луѓе, значи, што знаеш, има, значи, искуство, што знаат спрема звездите, знаат да ти кажат каде е киблето, во кој правец. Ова е, значи, потполно во ред. Значи, ова работа ја знаат луѓе кои живаат, значи, бедуини што се. Значи, што живаат, значи, во пустина, по полиња и така натаму, тоа е секојдневие кај нив. Тие немаат навигација и работи. Тој, значи, спрема звездите и знаат да тонеси до тој град, до филан место. Да, и времето, точно. А овде вели Шейх Уфемин рахимахуллах, за она што се предупредуваат, да ти спрема тие звезди, да велиш поради оваа звезда ќе се случи на земјата ова и ова. Поради оваа звезда ќе се роди еден голем човек. Или поради оваа звезда тој што ќе се роди вечерва ќе биде среќен. Или поради другата звезда тој што се роди утре или задутре ќе биде несреќен. Овие работи да ги поврзува со звездите е, значи, дел од магијата. И што повеќе учиш во овие работи, што повеќе протонуваш во магија. И има, значи, такви. И затоа пекамберот алейхи салату вассалам, значи, кога еден ден после сабав, им се обрати на неговите асхаби, им рече дека Аллах субханаху ва таала вели. Што вели Аллах субханаху ва таала? Асбаха мин ибадија муъминун би ва кафир. فمن قال مطرنا بنوء كذا وكذا وبنوء يعني بالنجم هذا فإنه كافر بي ومؤمن بالكوكب ومن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. Еден ден им се обрати пекамберот алейхи салату вассалам на неговите асхаби, овај хадис е, значи, во Бухари и Муслим. Им се обрати на неговите асхаби, им рече дека Аллах субханаху ва таала вели, значи хадис кудси овде, дека некој од моите робови се разбудија
што се верници спрема мене и неверници спрема мене. Кои се тие што се верници спрема мене? Се верници спрема мене, оние кои се разбудија сабајли и рекоа, падна дождот со Аллаховата милост и добрина. Значи, падна дожд, имаше дожд, врнеше дожд, поради Аллаховата милост. Ова е верник во мене, неверник спрема звездите. А оној кој се разбуди сабајле и рече, поради таја звезда што стоеше на тоа место, падна дожд, тој е верник спрема тие звезди, а неверник спрема мене. И значи ова го има, значи затоа пекамберот алейхи селату вассалам ги предупредувал неговите асхаби и им го држал овај говор. Значи, што постојат во редовите на муслиманите, кои велат поради таја звезда, на тоа место кој стоит, ќе има јак ветер, или имаше јак ветер, или имаше јак дожд, или снег, или што ти знам јас, Овие работи се, значи, од тоа кој рекол пекамберот алейхи селату вассалам, што повеќе учи човекот од тие работи, што повеќе тонит во магија. Што повеќе тонит, значи, во магија. Потоа, спомнуват авторот рахимахуллах, еден други хадис, а тој од Абу Хурейра радијаллаху анху кој вели: "Мен aqada uqdatan thumma nafadha fiha faqad sahar." Вели пегамберот алейхи салату вассалам, кој врзува јазол. Разбираш? Кој врзува јазол, глуш. Кој врзува јазол и потоа дува во него, направил магија. وَمَنْ سَحَرَ فَقَدْ أَشْرَكَ. А кој прави магија, направил ширк. وَمَنْ تَعَلَّقَ شَيْئًا وُكِلَ إِلَيْهِ. И кој го врзува своето срце со нешто, ќе биде оставен на тоа, со тоа нешто. Значи, ова првиот дел од хадисот, мен aqada uqdatan thumma nafadha fiha faqad sahar. Значи, кој врзува јазол, а потоа дува во него, направил магија, а магијата е ширк. Вели Шейх Утхаймин рахимахуллах, дека, значи, правење јазол може да биде некогаш, значи, толку невидлив, значи мал да биде, што некогаш и окото човечко не може да го запримети. И вели Шейх Утхаймин рахимахуллах, дека го употребуваат маџинучарите врзувањето на јазол и дување во многуте ситуации за да одвојат мажот од жената или жената од мажот, да ги одвојат. И зошто го врзуваат јазолот? Зошто се додека не се одврзува тој јазол, таа магија не се одврзува. Значи, ако го врзат тој јазолот, не се одврзува магијата, освен ако Аллах џелешану сакате. Значи, затоа е целта врзувањето, за да не може, значи, магијата да се одврзи. Да не може, значи, магијата да се одврзи. И затоа, значи, овие работи се голема, како што рекоме во минатиот дерс, магијата е голема неправда, голем зулум. И општеството го расипуваат и го наштетуваат. И затоа, значи, е ова исто казна за оние, значи, кои се занимаваат со магии, маџиничарите, или тука исто кај нас и фалџорите. И најжалосно е, и најтрагично е, да луѓето накрај, кога имаат вакви тешки искушенија, наместо да се вратат тие ке Аллах субханаху ва таала и да бидат, значи, покорни и искрајни во ибадетот, што прават одат кај маџиничарите. Значи, одат кај маџиничарите, кај фалџорите и бараат од нив лек.
бараат они влек. Намаз да се вратат и да прават рукија како што треба на себе си, или луѓе кои се доверливи да им прават нив, нешто прават тие, бараат лек, значи, кај фалџори и кај маџоничари, што тоа е, значи, ужасно. Ужас над ужас. Ужас над ужас, бараклаху фикум. Вели Шейх Утхајмин рахимуллах, значи тука врзување јазол и дување во него, односно лесно плукање, така речено, лесно плукање, тоа се прави со комбинација на некои си реченици, шејтански реченици кои ги изговараат маџоничарите. Зашто за таа маџија се фатит, значи тој маџоничарот кога го врзува тој јазол и плукат, дуват во него, значи треба пред тоа да речи некои реченици, за да бидат присутни шејтаните и да видат тие, значи, кои прават магијата после. Но може да се случи, вели Шейх Утхајмин рахимахуллах, да некој човек врзува јазол и го плукат за да биде постегнат. Ова нема врска со темата. Значи, затоа колку е важно не само да пресудуваш луѓето она што ги гледаш, туку да ги прашаш што беше тоа. Ако ти рече дјад ми требаше ова да биде стегнато пубо јажето и затоа го плукнав јазолот, тоа нема врска со ова. Ама тоа ако прави со некои изговарања шејтански, за да бидат, да дојдат шејтаните и да се освари магијата, тоа е, значи, како што рекол пекамберот алейхи салату вассалам, мен сахара факад ашрак. Значи, кој прави сихр, магија, тој направил, значи, ширк. Тој направил, значи, ширк. И последниот дел на хадисот, мен тааллака шејан вукила илеј, значи, кој го врзува срцето свое со нешто, ќе биде оставен на тоа. Значи, наслонен на тоа. А кој ќе биде оставен на створенијата, за него очекува, значи, поништување или во загуба, или во тажност да биде. Зошто Аллах субхана ва таала го оставил него? Го оставил. Го оставил, значи, на створенијата. Зошто? Поради што срцето него е врзано со тие створенија. Значи, врзано е да види тој човек, да му биде убав денот, да види тонега да тогаш му е лош денот, или врзано му е со некоја облека, или врзано му е со нешто што слушат, или врзано со нешто што гледат и така натаму, тогаш, значи, тој ќе биде оставен на тие работи. И тогаш животот му станува нему пекол. Животот, значи, му станува нему пекол. Зошто тој си барат носители на среќа во работи кои не се легитимирани во нашата вера. И значи, ова работа, оној кој го зачувал Аллах субхана ва таала, треба да биде заблагодарен. Зашто има луѓе, ако тој, тие носители на среќа што ги мисли тој ги рачуни, ги заборај дома, тој се враќат отпад да ги земите. Се враќа, значи, и да заминал неколку километри, тој се враќа назад. Зошто вели, јас ако продолжам, може да ми се случи некоја несреќа. Значи, толку мој животот нему поврзан со тие работи. И последниот хадис, односно предпоследниот, кој го пренесуваат Абд ибн Мес'уд радијаллаху анху, дека пекамберот алейхи салату вассалам има речено: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا هل أنبئكم ما العضث هي النميمة القالة بين الناس. Пекамберот алейхи салату вассалам има речено: а дали сакате јас да ве известам вас за el-adah? Нормално, значи сахаба ридвануллахи алейхим одма го слушаат пекамберот алейхи салату вассалам со големо, значи, внимание. Ва алейкум селам рахматуллах. Со големо внимание, значи, кога нарочито кога ги прашаат пекамберот алейхи салату вассалам дали сакат да ви известам за оваа работа, el-adah, тогаш има речено пекамберот алейхи салату вассалам: el-adah е en-nemima. En-nemimatu, а што значи en-nemima? En-nemimatu, носење зборови меѓу луѓето. Носење зборови меѓу луѓето.
Зошти, вели имам Уфемин рахимахуллах тука, зошто авторот го споминат овај хадис тука, ко се зборува за неколку врсти од магијата. Зошто еннемима, носење зборови меѓу луѓето, имат една значајност на магијата. Но овде е немима нешто те ваѓат од верата, значи не е ширк, туку е голем грев, од големите гревови. Зошто? Како магијата што разделува меѓу двајца кои се сакаат, така и немима, носење на зборови меѓу луѓето, разделува меѓу двајца кои се сакаат и се пријатели. Како? Тој што прави немима, носење зборови од еден на други, тој мојот на тие што се двајца пријатели, ти Филан, овие збори за тебе. Мојот нему му вели тој збори за тебе и тие двајца што се сакале до вчера, стануваат непријатели. Поради кого? Тој што правил немима. Значи, тука има сличност немимата со магијата, во разделување на тие што се сакаат и во правење на непријателство дури. И затоа има речено пегамберот алейхи селату вассалам, ла јадхулул џеннета еннеман. Не влагат во џеннет оној кој прави немима. Оној кој носи зборови меѓу луѓето, не влагат во џеннет. И затоа исто пегамберот алейхи селату вассалам кажува дека поминат покрај два гробови и видел како тие се казнуваат во нивните гробови, едниот што поради немима, поради што носел зборови меѓу луѓето, за така да стане, значи, меѓу нив омраза и непријателство. Значи, немима е од големите гревови. И вели Шейх Утхаймин рахимахуллах, земи го за правило. Значи, земи го за правило. Што? Оној кој ти пренесува тебе зборови од други, кај тебе, знаете дека тој од кај тебе ќе пренесет кај другите. Значи, ова земи го за правило. Значи, оној кој ти иде тебе и ти вели, Филан рече за тебе ваке, таке, ова беше, онаке, знај добро дека ти што ќе му речеш нему, тој тие зборови на тој другиот ќе му ги пренесе после. Значи, целта негова да ве раздели, да стане непријателство и мржна. И затоа, значи, дошла оваа закана жестока. Не влагат во џеннет оној кој прави немима. Ова не значи дека никогаш не влага тој. Значи, тој не излага со тоа од верата, но знаеш тоа дека е голем грев. Дека е голем грев, значи, пренесување на зборови, односно на моабети. И ова, значи, имат од овај агол, од овај аспект, има, значи, врска со магијата. Како што магијата, значи, разделува меѓу што оние што се пријатели, така и тој на крај ги разделува оние кои се пријатели и се блиски и се сакаат. И вели Шейх Утхаймин рахимахуллах дека еннемимато, значи носење на зборови, се рачунит немима ако тој другиот те кажал вистина зборел за тебе така. Значи, сега тој ти пренесува дека тој рекол за тебе вака и вистина рекол тој. И ти пренесува тој тебе тие зборови што рекол тој за тебе. Значи, вистински ги рекол тие зборови. Тоа е немима. А ако ти пренеси тебе тој од него работи што не ги рекол, тоа е немима и лажно обвинување, уште поголемо е тоа. Значи, немој да речеш ти, немима е нешто да излажи тој за него. Не, тој кажува вистина што рекол тој за тебе. Значи, кажува тој она што слушнал вистински од него. Но целта него, значи да клај меѓу вас мржна. И после ти, ко се изреволтираш, можеби, и ти велиш некој зборови за него, и тој што прави му носи нему тие зборови. И накрај вие од пријатели станувате непријатели. Ова е немима. И ова е, вели Шейх Утхаймин рахимахуллах, од големите гревови. Од големите гревови, баракаллаху фикум. И вели Шейх Утхаймин рахимахуллах, ова е од големите причини за расипување на општеството. Ова од големите причини, значи, да се расипи општеството. Зошто? Општеството како се формира од индивидуалци. Ја, ти, тој, фамилија, таа фамилија Филан, и тие индивидуалци се тоа општество, тој град, таа населба. Ти така, значи, почнуваш и тие индивидуалци
да ги правиш непријатели меѓу себе. И тогаш што општество значи се расипува се во непријателство. Ова исламот врвно го чува и пази да ови работи да не се случат, да не дојд до оладување на срцата меѓу муслиманите. И затоа поради тоа имат речено пекамберот алейхи селату васелам, значи исламот многу пази да не се расипат срцата меѓу муслиманите. Туку да бидат значи срцата блиски да се сакаат. Затоа вели пекамберот алейхи селату васелам: لا يبيع بعضكم على بيع أخيه. Немој да влагат никој од вас во продажбата на својот брат. Односно во купопродажбата на својот брат. Што значи тоа? Јас сега ова мајсторчево му веле дојди кај мене да работиш. И сега јас сум во тек на пазар со него. И сега другиот мајсторов слуша дека јас отворам ова пазар, уште немаме договорено во пазар сме. И ми кажуваат цена. Тој иде и ми вели мене немој да го земаш него, земи ме мене 500 евра поевтин за тебе. Ова е строго забрането во исламот. Ако завршаа со него и не се слага со цената и заминуваме се разделуваме, тогаш ја може со него да прави муабет за цената. Ама јас сега му ја продав колата исто тебе. И ти ми идеш мене и ми велиш не модавај нему колата, ја ќе ти да 1000 евра појчи. Не смееш ова да го правиш. Дури што ја и ти да се разделиме, не се сложивме за цената, тогаш ќе може да дојдеш да речеш ја ти дава тебе окуп за колава. Или па да му речеш исто ова иде после, продал тој фарбата таму 50 евра канта, му речеше како е 50 му даде нему, ја ти дава тебе 60. И тој сега целен тука му се турмота. Како ја 10 канти по 50, 100 евра се изгубил денеска. А ја не така сакав да ја купа фарбата, само нему да му расипа срцето. Ова исламот строго го забранувате. Ова исламот строго го забранувате. И исто вели пекамберот алейхи селату васелам: لا يخطب الرجل على خطبة أخيه. Забрането е да влези човек во барање на брак, кога својот брат е више влезен за барање на брак за таа жена. Например, слушаме сега ти за втор пат иншаллах се ожениш, слушаме си кај филан човек си почнал на врата чукнеш, бараш черката него. Што прави сега други јофа? И тој таму да барат. Во исто време ова е забрането. Ако ти завршуваш, не се слагате поради кој било причине, тогаш бујрум мој и ја или другиот да појде да праша таму. Ама тој знаете дека ти си уште во тек, рекле таму да се размислиме, и ти си рекол да се размисла, во оваа фаза не ти е дозволено тебе да појдеш да бараш таму рака. Да бараш брак. Зошто ова се? За да бидат срцата на муслиманите зачувани. Зошто ако беше овде отворена вратава, тогаш после ќе има веа нешто спрема тебе или ти спрема мене. Нека ти срцето ќе ти се оладеше. Значи овие работи се многу важни. И зошто овие работи се дојдени во нашава вера? За да бидат значи срцата на муслиманите зачувани, да бидат што поблиски. Зошто другите спротивните работи, ако ги правиме, тогаш срцата се расцепуваат и се разделуваат, се разладуваат. Баракаллаху фикум. И последниот хадис кој го спомена тука авторот рахимахуллах, тој од Абдулlah ибн Умар радијаллаху анхума, анна Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллам قال: инна минал баяни ла сихра. Вели пекамберот алейхи салату вассалам, еден дел од ораторијата, односно реториката е магија. Значи, еден дел од ораторијата е магија. Значи, исто ова, гледате, се спомнуваат зборот сихр. Значи, вели пекамберот алейхи салату вассалам, инна минал баяни ла сихра. Ла сихр, значи сихр е. Значи, ла сихр, значи, вистина е магија. Значи, ла на арапско е потврдување, појачување на реченицата. Значи, на вистина, еден дел од ораторијата, односно реториката е магија. Кога е оваа закана
за тие луѓе да се рачуни тоа како магија, вели Шейх Утемин рахимахуллах, кога тие пресвртуваат невистината како вистина. Ова е за нив важит оваа закана. Значи, кога тие луѓето кои ги слушаат, слушателите кои ги слушаат нив, им ја прават невистината, им ја спакувуваат како да е вистина. И тој од толка јака ораторија и реторика, мисли дека ова е вистина. Ова е, значи, го содржуваат овај хадис. А ти, со ораторијата твоја и со реториката твоја, да ја браниш вистината и да ја одбиеш невистината, да ја пробиеш, ова е фалена работа, кој се барат од муслиманот. Ама која не е фалена работа, има предупредување, е кога ти превртуваш вистината, правиш невистина, а невистината кажуваш во слика на вистина. И така ги измамнуваш луѓето. Ова е забрането. И секој еден треба да има страф од оваа работа. Да се плаши за себе си. Да не бидат од оние луѓе кои со неговата ораторија ги заблудуваат луѓето. Им ги зазема нив срцата. Зошто исто овде е, значи, сличност со магијата, зашто тој со неговите зборови, со неговата ораторија и реторика ги допира срцата. И тоа работа тајна, и затоа има сличност на магијата. Зашто магијата се, како што рекоме во поглавието магија, значи работи скришни кои се. Скришни работи. Невидливи работи за човекот. Така и овде, значи тој со таа скришна работа, со таа ораторија го допира срцето на човекот кој го слушат и така му ја прави таа невистина во слика на вистина и тоа прифаќа и работи со неа. Ада ва саллаллаху ала набина Мухаммад ва ала алихи ва сахбихи ва саллам.